Почитувани граѓани, почитувани новинари. Опозицијата во собранието предводено од ВМРО-ДПМН продолжува со неодговорно, несериозно однесување на штета на граѓаните и институциите. Мицковски и ВМРО-ДПМН, но и целокупната опозиција во парламентот не сакаат функционално собрание и продолжуваат со својата деструктивност да работат директно на штета на граѓаните. Тоа е срамно и неодговорно однесување, но тоа е вистинското лице на ВМРО-ДПМН и опозицијата. Секогаш да ставаат сопки и да действуваат на штета на државата и институциите. Наместо највисокиот законодавен дом, каде се носат мерки и политики во интерес на државата и граѓаните, ВМРО-ДПМН и опозицијските пратеници по секоја цена се обидуваат од собранието да направат циркус наместо место каде што треба да се работи во интерес на сите. Никако поинаку не може да се толкуваат бројните, несериозни, безобразни и апсурдни амандмани поднесени на предлог измените и дополнувањата на деловникот за работа на собранието. Еве прилика јавноста, граѓаните да слушнат до кој степен е навлезена несериозноста и безобразноста кај пратениците од опозицијата. Во еден од амандманите се вели дека за време на велигденските празници пратениците кои учествуваат во собранието од далечина, замислете, да имаат бојадисано јајце пред камера. Таков амандман има. Замислете докаде оди оваа дрскост. Пратениците кои се борат со вирусот, пратениците кои се во изолација поради позитивни членови на нивните семејства, кои не знаат дали ќе го победат вирусот, кога ќе бидат приклучени онлайн да покажат бојадисано јајце. Ова не само што е подсмевање кон пратениците кои се соочуваат со коронавирусот, ова е и поигрување со чувствата на верниците. Понатаму, во делот амандманите се вели пратениците кои учествуваат во работа од далечина да не смеат да носат, внимавајте, облека со обележја на автомеханичарски салони и месарници. Да не смеат да носат джемпери, затоа што, замислете, тоа било навреда за собранието. Ова не само што е навреда на луѓето, кои често си го заработуваат својот леп, затоа што облеката не го чини човекот, туку е девалвирање на целото собрание. Понатаму, бројни амандмани се околу стапувањето на сила на измените, па и тука опозиционите пратеници се препуштиле на дрскоста и безобразноста, па во однос на стапувањето на сила поднесени се амандмани кои велат стапување на сила на 40-тиот ден, 41-иот ден, 42-иот ден од влегувањето на земја во Европска унија и така натака. Додека државата, сите институции, здравствените работници, сите граѓани се борат против коронавирусот, додека бројни категории граѓани, предпријатија, чекаат носење на важни закони за да добијат помош од државата, ВМРО-ДПМН, Левица, Алтернатива и Алијанса, овде во собранието поднесуваат илјадници амандмани кои се со единствена цел блокада на работата на собранието. Ова е класичен пример на понижување на собранието, на погазување на интересите на граѓаните чии представници сме ние. Ова јавноста го гледа и ќе го цени. Деструктивното, антидржавното и антинародното однесување на опозицијата во собранието може да ја забави, но нема да ја спречи функционалноста на институциите. Со или без нив, граѓаните ќе добијат функционално собрание посветено на реформите важни за државата и граѓаните. Благодарам, повелите прашања.